Со Богородица стоиме под крстот. Копјето на војникот. Тогаш дојдоа војниците и им ги прекршија колената на првиот како и на вториот, што беа распнати со него. А кога дојдоа до Исуса и го видоа дека беше веќе умрен, не му ги прекршија колената, но еден од војниците со копје му ги прободе ребрата и наеднаш истече крв и вода. Додека нашата блажена мајка стоеше и гледаше во телото на својот син и ги виде војниците како ги прекршуваат нозете на злосторниците од неговата десна и лева страна. Таа можеби се прашуваше што ќе му направат сега на Исус. Така гледајќи виде како еден од војниците му ги прободе ребрата со копје. Таа секако ја почувствува острата бол кој тој бодеш, додека гледаше како суровоста продолжува. Но она што се случи потоа беше знак дека Божјата милост е изобилна. Од Исусовото рането срце веднаш истече крв и вода. Кога го виде ова нашата блажена мајка, веднаш размислуваше за значењето. Зошто крв и вода блика од прободеното Исусово срце, додека тој пак висеше мртов на крстот? Крвта и водата беа символи на светотаинскиот живот на црквата. Дури во смртта, додека телото на Исус повторно беше малтретирано од војник, тој го претвори злоставувањето во благодат. Кога неговото срце беше прободено, тој ги отвори портите на небото и излија изобилство на светотаинска милост. Крвта беше излевање на благодатта на Пресветата Евхаристија, а водата беше излевање на благодатта на крштението. Додека нашата блажена мајка гледаше со љубов и длабока тага, таа можеби не свати целосно дека ова е почеток на светотаинскиот живот на црквата, како што сега го сваќаме. Таа знаела со вера дека е сведок на почетоците на новиот благодатен живот што го подари нејзиниот син. Таа знаела дека овој последен чин на суровост се преобразува пред нејзините очи и се претвора во изобилен благослов од небото. Што ви открива вашата вера за светите тајни? Дали знаете дека светите тајни се канали на изобилна Божја милост? Дали сваќаш дека победата над гревот и смртта, постигната од Исус на крстот, тече во тебе преку овие 7 струи на милосрдието? Дали ја разбирате врската помеѓу ова пробудување на Исусовото срце на крстот и светотаинскиот живот на црквата? Размислете денес за изворедната благодат на светите тајни. Додека размислувате за крвта и водата што бликаат од страната на Исус со нашата блажена мајка, опитете се да го видите овој чин во неговата најдлабока реалност. Видете ја благодатта на крштението, на Светата Евхаристија и сите тајни во моментот на нивното раѓање. Размислете за ова. Стоите пред крстот на нашиот Господ. Се потопувате во неговата милост. Гледате како течат од неговото рането срце. Го прифаќате сето тоа. Слушајќи дојдовте. Доаѓајќи видовте. Гледајќи допревте. И допирајќи верувате. Неговото рането срце ги излија светите тајни и вие сте повикани да се причестите на Господа на милоста. Моја најдрага мајко, додека стоеше гледајќи со љубов во мртвото тело на твојот сакан син,
го виде војникот како го отвара срцето со копје. Иако ова предизвика неподнослива болка во твоето срце, сепак те исполни со изобилство на надеж. Надеж што го исполни твоето срце и дојде од сознанието дека овој последен чин на суровост кон твојот син ја отвори небесната благодат и излија изобилство на милост. Драга моја мајко, моли се за мене да можам постојано да го отворам собственото срце за милоста што се излева од срцето на твојот сакан син. Да бидам посебно отворен за благодатта која во изобилство ми се дава преку светите тајни. Мој милостив Исусе, дури и мртов те малтретира кога твоето срце војникот го прободе со копје. Ти благодарам за чудесното преобразување на тој чин во извор на светотаински живот на твојата црква. Те молам, секогаш да се потопувам во милоста што блика од твоето божествено срце. Секоја капка крв и вода што се излива од твоето срце, нека падне во мојата душа. Пресвета Богородице, моли се за нас. Исусе, верувам во Тебе. Со Богородица стоиме под крстот.